Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министре. Како пратеник од Социјалистичката партија на Македонија, која што е дел од коалицијата Твоја Македонија и дел од владата, би сакал да дадам и свое видување во однос на поднесената интерпелација. Во овој момент имаме една интерпелација која што е на 15 страни. Од овие 15 страни 12 се поврзани со трагедијата во Кочани и само 3 страни се поврзани во една глава наречена други причини за интерпелација, не поврзани со трагедијата во Кочани. Овие 3 последни страни се всушност обид на подносителите на интерпелацијата да фрлат песок во очи на оној кој што ја чита интерпелацијата, односно да направат една приказка дека не се работи само за Кочани, туку дека има и некои други работи. Зошто им е потребна оваа приказка, бидејќи ако се работи само за Кочани, ќе се потврдат сите оние тези кои што се кажуваа од трагедијата во Кочани па навака, дека токму опозицијата ќе се обиде да го злоупотреби овој немил настан кој што остави длабоки траги во срцето на секој еден македонец. И еве тоа се потврдува. Дека се овие страни, последни 3 страни нелогични зборови оваа 7 точка, каде што се вика непостапување при палење на македонското знаме. За подсетување на јавноста, ДУИ поднесе интерпелација за министерот Тошковски, токму за оваа работа, тврдејќи дека тогаш полицијата и министерот Тошковски, како министер за внатрешни работи, треба да си поднесе оставка, тогаш полицијата наводно прекумерно постапила. За сега, подносителот на истата интерпелација да не убедува во оваа точка дека полицијата всушност не постапила. Кога треба да ја зборуваме вистината? Тогаш кога ДУИ поднесува интерпелација, има потреба од таква интерпелација, или во овој случај пратеничката група на Левица? Или ќе се најде некоја полутеза па ќе ни поднесе нареден пат интерпелација пратеничката група на СДСМ? Инаку се работи за една политичка интерпелација и ќе ви кажам зошто се работи за политичка интерпелација. Од последните парламентарни избори, 3 политички субјекта не ги исполнија сопствените очекувања. Првиот политички субјект СДСМ со нивната коалиција. Тие се надеваат дека ќе освојат доволен број на пратеници за повторно да формираат влада. Тоа не го направија. ДУИ се надеваше дека во секој случај ќе има доволен број на пратеници за да може да остане повторно во владата, но еве стана опозиција. И третата пратеничка група е Левица, која што и јавно кажуваше дека ќе има доволен број на пратеници да од нив да зависи владата, ама еве не зависи. И овие 3, подусловно речено, губитници на изборите, има 2 алтернативи. Првата алтернатива е да пробаат да се реформираат, ама гледам дека тоа тешко им оди. И втората алтернатива да се обидат да најдат политички или каков било друг начин, за да на тој начин се обидат да ја рушат власта или што е било поврзано со власта. СДСМ не се осуди за ваква интерпелација. Знаете зашто, колеги, не се осуди СДСМ на ваква интерпелација? Па зашто знаат дека нема што да кажат. Овие сега што напуштија и излего и оставија само еден пратеник од СДСМ, што ќе кажат? Замислете вие министри кои што биле претходно министри да излегуваат и сега они да зборуваат за криминал и уништено општество. Нема логика и тие не се осудија да поднесат интерпелација. ДУИ се обиде на 2 пати да направи некои политички маневри, меѓутоа оние исклучиво само на етничка конотација ја водат својата политика. И таму нема успех. 2 пати проба да напрати инциденти, само за етнички работи зборуваат и ништо. И сега на крај, за жал, мене ми е многу жал што ја наоѓаат Левица во оваа работа. И сега Левица е таа која што треба да поднесе интерпелација, па сите заеднички да се надоврзат и да се залепат кон истата. Оваа интерпелација не е ништо друго освен тоа. За да се оцени работата на еден министер дали добро работи или не, прво нешто што треба да направиме да видиме каква состојба наследил министерот. Па никој овдека во оваа држава не е несвесен дека системот беше комплетно пропаднат. Комплетно пропаднат систем. Да ве подсетам, додека луѓето чекаа пасоши, овој министер кој што е тука сега колега пратеник, делеше пасоши на интернационални криминалци под лажни имиња. Да ве подсетам за уште една работа. Додека голобради момчиња купува трговски центри, полицијата сама се тепаше во пајаци. Народот немаше леб да јаде, а високи функционери од тогашната власт користеа опојни средства на работните места. Тоа можевме да го видиме по медиумите.
Додуше, да бидем искрени, на некои пратеници од тогашната власт, користење на опојни средства не им беше страно, па сега ги викат по надимак Полче, ќе се сетите. Децата нема игралишта, додека одредени функционери на тогашната власт играа фудбал во своите кабинети. За некои физичките пресметки со сопругите им беа пракса, ако се сеќават, и такви нешто можевме да видиме. Националните предавства, почитувани колеги, беа секојдневие, исто како што ни беа секојдневие полнењето на автобуси со карта и селеничка во еден правец. Во такво едно општество се живееше, таква состојба се наследи во државата. При такви услови, тогашното министерство и обвинителство што правеа, се сеќавате ли? Па правеа политички прогони. Апсеа неистомисленици. Во два извештаја од Европската комисија се зборуваше дека токму тие, имаме политички затвореници во државата, зачи ништо не преземале да го средат системот кој што е девастиран и пропаѓаше упорно, за сметка на тоа се занимаваа со политичките неистомисленици. Во таква состојба се наследи оваа власт и во таква состојба дојде министерот кој што е сега министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Ајде да видиме што Панче Тошковски во изминатиот период направил. Јас се обидов само за последните 4 месеци да извадам дел од работите кои што медиумите ги пренеле. Не идеме по некакви си, не знам, партиски шаблони, гледање по фейсбуци на партиски соопштени или слично. Она што медиумите го пренеле. Па ќе видите, не знам, сузбивање на криминална група на 29.12. Па после тоа, полицијата го расчистила случајот со пронајдено оружје во Арачиново, приведен 20-годишен кумановец. Па МВР поднело кривична пријава против поранешен началник. Па МВР во офанзива против криминалните групации. Па разбиена криминална група за фалсификување на пари. Па МВР го тресе МВР, ова е наслов. Под лупа началници заради злоупотреба со тендери. Па бескомпромисно против недозволената трговија со дрога запленети 150 килограми марихуана. Па падна 11 лица, Ковачевски, Капушевски, Јаковски, добили кривична пријава, најдени пиштоли, муниции и слично. 28 вакви надписи за период од 4 месеци. Јас се извинувам сега за да не ги читам сите. 28 вакви надписи. Па тоа ли е, колеги, министер кој што не си врши својата работа и не работи? Тоа ли е министер што не работи? Па ако почнеме министри што работат и се обидуваат да го искоренат криминалот, па ние кого да ставиме? Ајде да ставиме некој кој што не се бори со криминалот. Може би тогаш ќе биде позадоволна одредена група на опозициони пратеници кои што поднесуваат ваков тип на интерпелација. Па видете, ние никој пат нема да дојдеме до состојба криминалот во оваа држава да биде нула. Не само ние, во светот тоа нема да се случи. Па прочитајте малце, ви имате цели криминолози кои што ви пишуваат дека ни 10% од криминалот на светски рамки не се решава. Поентата е да имаме еден добар министер и стабилен министер кој што ќе го води Министерството за внатрешни работи, за да почне да се сузбива постепено тој криминал, да се намалува степенот на криминалитет во државата. Тоа е она што ни е потребно. И само овие 28 надписи зборува дека овој човек оди во вистинската насока на своето действување и делување. На некого јас знам дека тоа му пречи, ама сега не можеме ние да исполнуваме желби на опозицијата која што сака по секоја цена да се врати на власт. Тие се спремни да го срушат позитивниот, тие се спремни повторно да го срушат системот само за да дојдат на власт. Ама ние тоа не смееме да го дозволиме. На крајот, бидејќи гледам дека ми останата само една минута. Видете луѓе кои што носеле маички со СЈО или не дај Боже работеле за Катица Јанева, сега да зема да ни продаваат нас памет и да ни кажуваат како треба да се среди системот, па тоа е небулоза. Како ќе бидеме? Оној кој што искочил со мајца со Катица Јанева СЈО, кој што го девастираше системот, го уништи обвинителството. Оној кој што заедно се сликал со Оливер Спасовски и седал заедно со него како тогашен министер. Сега тие да ни кажат како да го оправаме системот. Па ви се молам, они ли сега ќе бидат решението? Па тоа е срамота, ја не знам како воопшто се осмели некој од нив да отиде на ваква интерпелација. На крајот мене ми е навистина многу жал за оние луѓе кои што протестира и штрајкува. На тие луѓе јас лично не можам да им влезам во кожата, не дај Боже на никого. Можам само да предпоставам како се чувствуваат тие луѓе. Меѓутоа ве молам, не се возете на туѓата несреќа. Не предизвикувајте нови несреќи. Свестете се на каде се движите. Знам дека тоа превише да се бара од вас, но ве молам, вратете го лидерот, може би ќе ви каже. Благодарам.